No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them for Пичер крив тоа. И верувам дека сме многу близко до формирање на дното на дневните циклуси, па ќе ги споделиме сите графикони што ги имаме моментално за да видиме каде се наоѓаме во тие дневни циклуси. Тоа секако се однесува на акциите и на златото претежно, но ќе погледнеме и други графикони и ќе видиме макросликата за останатите индикатори што ни кажуваат, така да претходно секако ќе погледнеме некои вести кои што ги одбележи овие денови, да видиме до каде сме со адаптацијата на крипто и што всушност се случува на пазарот. Прво ќе го видиме овој графикон, накратко да не должиме. Сите што го сакаат многу повеќе да знаат за овој индикатор може тоа да го прочитаат, секако и да го преведат, но она што е многу битно тука е дека овој индикатор ни покажува кога имаме всушност манипулации на пазарот, кога немаме, што значи дека ова воопшто не беше влошување на ситуацијата кога се наоѓавме во овие нивоа и тоа од јануар 2026 година, тука од прилика до крајот на јануар немавме никаква фаза на влошување на состојбата на пазарот, но сега моментално гледаме дека овој индикатор почнува нагло да расте, што значи дека инвеститорите тука се плашат и дека огромни се шансите од ризик, така да со зголемување на овој индикатор можеме да кажеме дека падот на пазарите би бил реален и нема да биде никаква манипулација, барем тогаш. Така да ќе го следиме овој индикатор и во следните видеа, како што гледате во историјата се покажал многу добар за оно што следувало после растот на овој индикатор. Тоа сме го имале и во ова 2022 година, моментално повторно го имаме со огромен процент на раст, така да ќе останеме и ќе го гледаме во следните видеа овој графикон. Следната слика што сакам да видиме, а тоа е доминацијата на биткоин, односно имаме капитулација на биткоин, доминацијата на 30 март. Докато погледнеме во 2018 година сме имале на 30 март, погледнете го ова движење надолу. Подоцна 30 март 2021 година повторно имаме движење надолу и моментално сме на во март сме 2026 година, да видиме како ќе затвори оваа свеќа месечна, кое што многу ни кажува за пазарот. И доколку направиме калкулација, се тоа тука е многу добро напишано, значи имаме 1096 дена, колку требало за да дојде првата алкој сезонија, подоцна сме имале 1096 дена плюс 365 дена еднакво на 1461 ден. И за алткоин сезона дали всушност ќе ни биде потребно 1461 дена плюс 365, тоа ни дава 1826 дена, така да ќе видиме што всушност ќе ни донесат овие графикони. А колку тоа сме блиску до криптоадаптацијата и тоа на глобално ниво, и веќе почнуваат медиумите за биткоини и за блокчейн технологијата да се активираат и тоа всушност да доаѓа како мејнстрим, но верувам дека ќе потребува уште неколку месеци, барем до летото, за да видиме некои огромни движења кои што претходно сме ги гледале. А докато испоредиме оние фази на крвовата месечина, односно на затемнување на месечината, можеме да видиме дека две фази поред обично биле црвени, каде што сме го формирале тоа дно на биткоин и моментално сме во првата фаза. Првата фаза е задржувањето во овој регион тука и можеби би следало уште еден пат за да го имаме всушност на некој начин ова, како што тоа сме го имале во 2022 година, 2018 и 2014 година, каде што се тоа малку потрајало. Имаме психолошко истоштување на пазарот и подоцна големи падови, за подоцна да ни следува едно огромно движење. А доколку погледнеме графиконот, нешто што мислам дека се случува, а тоа е локалниот врв кој што моментално го постигнуваме. Дали ова фаза ќе биде слична како тука, останува да видиме. Можеби да потраеме уште малку, можеби да го формираме тоа
дно тука на дневниот циклус, да продолжиме нагоре, повторно да имаме left translated day cycle и повторно да се придвижиме во оваа фаза како што тоа сме го направиле тука. Така да не можеме да знаеме, бидејќи повторно се придвижуваме до тренд линија, која што е нацртана тука. Тоа го правевме и тука. Едноставно добивме одбивање и знаевме дека цената ќе продолжи надоле. Едноставно не очекувавме толку, може би очекувавме да застане тука некаде, но цената продолжи и си го направи своето. Така да се додека не пристигнеме до оваа тренд линија, едноставно немаме некоја можност да очекуваме премногу. И додека сите зборуваат за златото како почнало да паѓа, како тоа сите се изненадени зошто паднало, тоа е токму поради тоа што тие не ги следат циклусите, а ние го очекуваме. Всушност ова можеби не толку долг период, но го очекувавме. Така да се додека не обиеме тоа формирање на дно на дневниот циклус, не можеме да очекуваме поголеми цени, а тоа ќе го погледнеме и подоцна во графиконите. Доколку го продолжиме понатаму, погледнете какви се булиш вести има моментално, каде што банките и криптокомпаниите конечно се договориле веројатно и се чека уште да се усвои законот за структурата на криптопазарот, така да верувајте дека овие трилиони чекаат на пазарот за да влезат. Дали ќе биде ова тоа што го движи пазарот во left translated cycle, кој што очекуваме да биде една огромна парабола нагоре, ќе видиме, така да мора да останеме на пазарот за да бидеме светоци на тоа. Ево уште еден доказ за тоа колку медиумите се манипулирани и скоро сите овие медиуми ги припишуваат своите текстови и само ги читаат, а погледнете во тоа сега. The rise in anti-Semitism in Australia. The rise in anti-Semitism in Australia. Anti-Semitism is on the rise. Anti-Semitism is on the rise. The rise in anti-Semitism. The rise in anti-Semitism. The rising levels of anti-Semitism. The rising of anti-Semitism. A rise in anti-Semitic behaviour, a rise in И едноставно не можете да се борите против ова. Едноставно што треба да направите е да едноставно не го гледате и да го тргнете на страна, затоа што овие вести се само манипулација за вас, за да ви се оттргне вниманието од она што навистина се случува. И верувам дека ова е некој тип на манипулација за луѓето, можеби да излезат од пазарот, така да не знам, но не верувам дека всушност ова ќе се случи, а тоа е да имаме повторен скок огромен на инфлацијата. Така да се е можно, но ќе видиме понатаму што ќе се случи. И моментално се даде одобрување на назнак за токенизирани акции и тргување на харти од вредност. Ова се секако огромни булиш вести. И да се вратиме на нашиот графикон за ликвидации. Што се случи пред неколку дена, го добивме она што го очекувавме, со можеби уште повеќе ликвидност тука. Ево, го добивме тој падот што го очекуваме до 69.000, некаде 68.000, а верувам дека ќе следи уште еден пат, затоа што искрено не верувам дека маркет мекерите ќе ја остават оваа ликвидност тука, а воедно треба да ги пронајдеме и дневните циклуси, односно нивното дно, така да видиме што ќе се случува. Сега може да преминеме на биткоин, на графиконот, да видиме што се случува. Ево, оно што го зборуваме во претходното видео, може да гледаме се почесто вакви движења, каде што ќе дојдат повторно до оваа тренд линија и ќе имаме затварање и повторно можеби да го формираме тој пети бран тука, доколку ова е бранот С. Така да исто овие графикони се препродадени, моментално имаме пат на нив. Додека пак на неделното ниво гледаме дека може да добиеме некој скок на биткоин моментално тука, можеби до 80.000 некаде. На месечно ниво пак немаме никаква потврда дека дното е пронајдено, затоа што немаме уште ниту една бела свеќа тука, така да ќе видиме што ќе се случува во
следните денови, но како и секогаш, пред да ја преминеме оваа тренд линија, не можеме да имаме никаква потврда време. Сега за сега, доколку погледнеме сега златото тука, златото моментално чекаме да се формира тоа дно, немаме никакво движење нагоре, што значи дека малку е проложен овој циклус, кој што не го очекуваме, но очекуваме дека цената ќе се придвижи надолу. Каде ќе заврши? Не знаевме, но можно е моментално цената да прави свое дно тука и дали можеби ни следува нешто вака доколку го видиме биткоин да се коригира повторно, затоа што знаеме како се однесуваат овие две добра, кога ги споредуваме едно со друго. Доколку ви погледнеме тука индикаторите, имаме движење надолно, можно е дека го формираме ова дно тука, едноставно што треба да премине ова, да се прекрстат овие две линии и да премине сината нагоре. Моментално на MACD немаме никаква потврда дека дното е формирано, така да MACD е уште во надолна насока. RSI исто така, погледнете го RSI е на 30 моментално, каде што кога претходно сме биле таму, сме имале уште поголем пат. Погледнете, ова е огромна препродаденост, уште во 2023 година. Што се случило во 2023 година, погледнете. Огромна препродаденост каде што сме го формирале ова дно тука и каде што започнал овој bull market. Така да погледнете го ова движење, ќе видиме тоа ќе се случува понатаму, но ова се огромни шанси, верувам, за можеби да се отворат некои позиции. Секако немаме никаква потврда, ќе мора да видиме како ќе се покаже пазарот. Тука можеме да поставиме уште една тренд линија. Едноставно гледаме како оваа тренд линија многу добро се совпаѓа со сите овие статистики, така да ќе видиме. И доколку го погледаме сега S&P 500, можеби многумина се изненадени од овој пат. Дното се уште не е формирано, ова ќе го избришеме, само е произволно ставено тука. Во мојата група всушност објавив дека имаме големи шанси за ова, и тоа на 18 февруари моментално имавме еден сел сигнал кој што беше многу предвидлив. Доколку погледнеме сега на графиконите тука, погледа. Токму тогаш кога го објавивме 18 февруар, моментално цената е на своите нивоа тука и погледнете колкав пат имавме од тогаш. И секоја цените се многу релевантни затоа што веќе се објави во заедницата на Patreon. Вие можете да се придружите во таа заедница за да се уверите во движењето реалноста на овие податоци. Така да моментално имаме пат, отворена позиција, имаме тренд линија која што моментално ја следиме тука и ќе видиме каде всушност ова ќе заврши. И можеби во следните неколку дена ќе го направиме исто ова за златото, само во обратна насока, затоа што верувам дека дневните циклуси моментално се формираат за златото, а така и за S&P 500, што значи дека во следните неколку денови би можеле да видиме нешто вака и да видиме каде ќе заврши тоа, но нешто што би можело да го предвидиме е ова само да биде понизок врв од претходниот кој што ќе заврши вака до крајот на годината, доколку тоа е случајот, или пак до крајот на летото. Така да на време ќе известиме за сите промени кои што се направени. А да се вратиме на нашиот графикон тука, моментално имаме за нафтата. Погледнете, имаме формирање на ова тренд линија која што се уште не е пробиена, оваа зона која што можно е да се вратиме тука, но се повеќе и повеќе ми делува дека повторно ќе го пробиеме ова движење тука надоле и можеби ова е веќе врвот тука е формиран, така да ќе видиме што ќе се случи во следните неколку дена и следните неколку сесии. И доколку ви погледнеме сега врзниците, ќе можеме да видиме огромен раст и можно е дека нема да видиме
намалување на каматните стапки се додека овие обврзници се во нагорна насока, тоа е за 2 годишната обврзница, а за 10 годишната погледнете. Истото се случува, секако имаме, веројатно ова е фаза на дистрибуција каде што имаме огромен број на манипулации, но едноставно треба да почекаме и да видиме што ќе се случува. Моментално немаме намалување каматните стапки од страна на ФЕД, тоа го видовме претходно, а го предвидовме со оној графикон кој што го прикажувавме, дека нема да имаме намалување на каматните стапки. Кој се случи, така да во следните видеа ќе информираме што се случува со ФЕД и дали има некои шанси за следно намалување. Може да се случи нешто изненадувачко, не викам не, но не верувам дека ќе имаме намалување барем до крајот на годината. Доколку погледнеме биткоин наспрема другите коини, погледнете, имаме уште неколку месеци, можеби фаза на акумулација, затоа што се уште ја немаме пробиено оваа тренд линија. Погледнете како добро се одбива оваа тренд линија тука. И моментално на месечно ниво полека сме почнале да се придвижуваме нагоре. Секако ова може да остане уште неколку месеци тука да направиме вакви движења и можеби да пробиеме и да имаме поголема алткоин сезона. Да ги погледаме сега доминациите на USDT. Погледнете, на дневно ниво се уште сме во нагоре тренд линија. Можеби ќе биде ова последен пат пред нешто да се случи со криптото, погледнете. Да го имаме ова во април, можеби нешто така, но секако ќе видиме. Моментално на дневно ниво сме ги ресетирале овие индикатори и спремни се за продолжување на овој индикатор нагоре. Доколку тоа погледнеме на неделно ниво делува дека може да имаме поголем пат на USDT доминацијата, но не можеме да кажеме ништо се додека не се придвижиме, односно не паднеме под оваа тренд линија. USDC доминацијата, погледнете, исто така уште во нагорна насока, а ева и доминацијата на биткоин, кога ставиме на месечно ниво, погледнете, какво движење имавме формирање на врв, подоцна пат, движење кое што повторно се придржува до претходниот врв. И тука исто така бевме блиску да се придржи повторно и имаме огромен пат. Тоа се случувало во претходните случаи, а што ќе биде моментално ќе видиме. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се надам дека уживате во видео. Слободно споделете ги со своите пријатели, преплатете се на каналот, а ние се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.